На неколку дена од стартот на премината на проектот Безбеден град, Алијанса на албанците предводена од Цела ги оспори измените на законот за прекршоци пред Уставниот суд. Обвинуваат дека законското решение прави дискриминација на граѓаните, а несериозно било казни и судски одлуки да пристигнуваат преку порака без да се почитува законот за јазици. Треба да го почитува законот за јазиците и во законот треба да стои дека пораките треба да дојдат двојазично, како прво. Како второ, мислам дека несериозно е за една држава, не знам, казни, одлуки, судски, така натаму, да ти дојдат преку порака. Значи, со закони ние сме обврзани. Ние, ево, јас имам право да не носам телефонски број. Си имам право да немам имайл адреса. А законска должност ми е да имам адреса, каде што живеам. До архивата на Уставен пристигната иницијатива и од Или Пачуку, студент на право, кој е дел од Европската организација на студенти по право и најмлад член на Генералниот совет на ДУИ, но Засител вели дека иницијативата ја поднесува во лично име. Според него во проектот граѓаните не се третираат еднакво, фатени се само неколку града, а не сите, ниту пак се почитува двојазичноста. Судот вели ќе се постапува како и за сите останати предмети. Иницијатива до Уставен најави крилото на Таравари, според кој дискриминаторски неправедно е тоа што системот Безбеден град ќе се применува само во Скопје, Тетово, Куманово, наместо на целата територија на државата. Официјалната комуникација со граѓаните, вклучително известувањата и санкциите што произлегуваат од проектот Безбеден град, се спроведува без почитување на јазичните права на граѓаните албанци. Ова представува директно кршење на законот и уставните принципи на мултиетничка и демократска држава. Откако измените добија зелено светло од парламентот, владеачката партија повторно реагира дека неодржливи се причините на СДСМ и ДУИ да гласаат против Безбеден град, обвинувајќи дека Ахмети и Филипче сега се коалиција и во опозиција. Измените на законот за прекршоци кои беа неопходни за официјален старт на системот се усвоја во собранието со 81 глас за. 81 представник во собранието избрани од народот сметале дека треба да се воведе системот Безбеден град. Ама Венко и Али сметаа дека тоа не е добро за граѓаните. Сите развиени земји во светот имаат имплементирано ваков систем, например во Дубај постои Смарт Дубај од 2014 година. На терен пак полицијата ги финализира тестирањата на камерите на потек од Катланово Велес до Гевгелија. Според МВР во првата фаза камерите ќе бидат ставени во функција на локации со зголемен ризик, а во текот на годината системот постепено ќе се проширува на територијата на целата држава. Паралелно ќе бидат активирани и возила на МВР опремени со мобилни камери кои ќе действуваат особено на така наречените црни точки на патиштата. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.